Ново отворено студио на телевизија Нова. За сега 36 лица се товарат за тероризам. Велам за сега, бидејќи оваа бројка несомнено дека ќе расте. Апсења, приведувања, чистка на луѓето кои на некој начин учествуваа во движењето за заедничка Македонија. Вечерва во ова студио морам да признаам вака на почетокот дека сакав да дебатирам со професори, со кривичари, со адвокати, поранешни министри, претежно за тоа што е тероризам, каде беа елементите за тероризам на 27 април. Зошто токму таа формулација е употребена како обвинение против истакнати дејци од македонскиот народ кои реагираа на неправдата која што беше посочена преку она тиранска платформа. Кои се елементите заради тероризмот, она што ги обедини со недели овие луѓе, ова голема маса на луѓе во сите градови во државата да маршираат по една маршрута со државни знамења во рака. Но морам тука да надополнам дека по разговор со голем број од експертската, особено она неполитизирана јавност, тоа што го добив како одговор од нив ме стаписа. Страв беше искрениот одговор, збор кој што доаѓаше најчесто по културното извинете ме, не сум во состојба да учествувам во емисии, со по некоја додавка чувај се и ти. Ова чистка, оваа политичка пресметка за која веќе полека почнува да се интересира и меѓународната јавност е покажување на сила на секој оној, веројатно така се толкува, кој што ќе се обиде гласно да изговори несогласување со политиките кои што се водат и кои што веќе се оценуваат како дефокус од формирањето на паралелни национални институции кои што понатаму би воделе кон бинационална држава. Ако е тоа целта, што е она што не би требало да се зборува додека траат овие институционализирања на овие двонационални карактеристики? Паралелно со двојазичноста веќе се договара нели ревизија на историјата, се договора и други некои зафати во насока нели на историјата, на двојазичноста, на договори кон менување на националното име во кој што пакет веројатно ќе додат и оние идентитетски карактеристики, а во меѓувреме се кратат пари со нели оние државни пари на научните институти кои што во секој случај би требало да дадат свој придонес во насока на зачувување на македонската посебност. Во меѓувреме 800.000 евра или 13 милиони денари се одвојуваат за во намера за отварање на државен албански ансамбл. Тоа би било паралелна институција како она што е сега Танец. Ако земеме предвид дека Танец за сега годишно троши некаде од 3 до 5 милиони денари без плати, тогаш реалното прашање е зошто ова е државотворно прашање, односно зошто ова намера да се формира паралелен институт за како што е Танец е прашање кое што засега длабоко во карактеристиките на државотворноста. Со мене во студиото се магистер Ивона Опечевска-Татарчевска. Добро вечер. Етнокореолог. Да. И доцент доктор Велика Стојкова Серафимовска, етномузиколог. Добро вечер. Добро ги познавате состојбите што се однесуваат до што значи еден ансамбл национален. Имавте и поголеми реакции, особено се надоврзувавте на оние кога научната јавност реагираше зошто се двојат пари во оваа насока, а не се даваат пари по институтите, иако и претходно не реагираа дека немале доволно средства за обстанок. Еве, на почеток, зошто е ова државотворно прашање? Знаете, политиката културна секогаш работела на присвојување на одредени сегменти од културата да ги насочи на своја страна, на своја воденица, ќе кажеме. Во секоја држава оформување на државите постоел и процес на институционализација на сите видови и култура, и наука, и спорт, ако сакате. Во принцип, 1944 година, во тој процес на формирање на македонската држава е формиран и именно ансамблот Танец. Поточно 1950 година е формиран, меѓутоа процесите започнуваат веднаш по Втората светска војна со октомвриските фестивали.
кога државата се обидува да покаже што се има од национална, од народна, од етничка култура во своето милје. И имено многу се прекрасни се октомвриските фестивали, документарните филмови кои ги поседува Кинотека на Македонија, каде што ќе го видите целиот државен врв тогаше, начело со Лазар Колишевски, кој стои во првите редови и ја проследува огромната парада на стадионите во Битола, Штип и во Скопје. Од таму тргнува таа приказна подоцна за формирање на државен национален ансамбл, кој е именуван во 1950 година како танец. И впрочем Македонија воопшто не била надвор од тековите на тогашните балкански држави. Нешто малку порано е формиран ансамблот Коло во Белград, како национален ансамбл на Србија, на Република Србија, Ладо во Хрватска и два обиди постоеле за професионализација на таа дејност во Љубљана и во Приштина. Така што формиран е Шота во Приштина, кој денес веќе функционира половично. Ансамбл се преименува и работи во екзил како српски ансамбл Венац. Половина од ансамблот работи во Приштина како ансамбл на Косово. Сакам да кажам исто така дека еве овој процес никогаш не фатил корен во Словенија. Значи Франце Маролт друштвото превзело некаква обврска да биде извесен национален ансамбл, но не прифатил обврска да тоа биде контролирано од страна на државата. Слична е состојбата во Република Грција. До Растрато националниот ансамбл е полупрофесионален ансамбл. Тоа значи дека луѓето од љубов работат и негуваат народни ора од нивната држава и ја промовираат таа култура надвор од нивната земја. Сега, зошто кај нас станало прашање државотворно, ќе мора да ги прашаме политичарите. Културната антропологија секогаш ги наоѓа врските, следејќи ги процесите во оваа дејност, секогаш ги пронаоѓа врските од каде доаѓаат тие релации, тие желби за докажување. Популизмот е една од нив. Во обид да се допаднат на гласачкото тело, политичките партии знаат да ветуваат и издржани и неиздржани проекти и меѓу другото, еве дојдовме до момент и до предлог кој веќе е во фаза на реализација, мора да кажеме дека и не е ни толку нов. Велика Стојкова Серафимовска, вие побурно реагиравте, велите во еден ваше подолго излагање во јавноста дека танец не е етнички, туку е национален, единствен професионален ансамбл за народни игри и песни на Македонија. Што ваквиот паралелизам може да донесе? Јас имав чест да работам во танец. Значи работев од 2000-та, 2001 до 2007 година во танец. И токму нешто количката го спомна дека и претходно имало вакви најави, некакви вакви разговори, да кажеме, шушкање дека може да се случи тоа, што до сега не се случило, да има паралелни државни ансамбли. Што значи државен, национален, професионален ансамбл? Значи државен е дека и припаѓа на државата, дека е комплетно финансиран од државата во смисла обезбедена е просторија, значи обезбеден е простор, зграда, се тоа што треба плати, да. Професионален значи дека таков вид на ансамбл бара одреден профил на играорец, играч, пејач, раководители, менаџери, значи цел тим кој што работи во таква институција со соодветно образование, значи со соодветен профил. Танец до пред некои 10 на 15 години немаше професионални играорци во смисла едуцирани, значи како дипломиран играч, пејач или некоја таква функција, но во меѓувреме се отворија некои нови факултети, значи се промовираше и катедрата за етномузикологија и во Скопје на факултетот за музичка уметност. Понатаму има ние катедра за етномузикологија и етнокорологија на Универзитетот во Штип, Гоце Делчев, и има дополнително исто така катедра по етномузикологија во Мала Речица во Државниот универзитет во Тетово. Што значи дека тие кадри по некое правило треба да одат во танец, бидејќи танец е професионален ансамбл. Национален значи дека префиксот национален означува дека тоа е представник на народот. Значи тоа е на целиот народ во Република Македонија. Тоа што ние понатаму си правиме некои сегрегации меѓу себе, национален дека се однесувало на ова или на она, значи во овој контекст и во ова насока национален означува
дека и припаѓа на Република Македонија, на државата, значи на народот на Република Македонија. Што значи еден ваква идеја и ваков обид да се направи паралелен ансамбл, државен, албански? Значи, прво самото насловување, албански државен ансамбл. Ние велиме за танец македонски државен ансамбл. Значи, танец, називот на танец е ансамбл на НУ, национална установа, ансамбл за народни игри и песни на Македонија. Значи, тоа е многу важен, многу важен момент на институцијата. Бидејќи самиот наслов на институцијата веќе го содржи во себе целиот оној значи, измислувањето на проблеми. Ние нема потреба да се прават паралелни ансамбли. Зошто да се прават паралелни ансамбли кога танец е ансамбл на цела Македонија? Ако ми дозволите еден мал упат, значи ваквите институции ги формира сепак државата и затоа се државни институции. Државата се јавува како основач. По законот за култура, впрочем, институциите ги формира државата и во називот на државните институции, кои не мора да значи дека ќе се професионални. Веќе ви спомнав дека во околината има и непрофесионални, а државни ансамбли. Државата веќе превзема обврска да ги финансира во целост, да го помага нивното промовирање. Ансамблот веќе има обврската да во својот назив, така стои во законот за култура, да го има називот на Република Македонија, така што доаѓаме во една конфузна ситуација на албански ансамбл на Република Македонија, или каков ќе биде називот на таа институција која се планира да се формира. И меѓу другото, зошто се повикува на нов закон за формирање? Танец не е формиран со посебен закон. Танец функционира согласно законот за култура како и сите институции. Со тоа што разликата, пак велам, може да биде основач и приватна институција, поединец може да биде кој сака да спонзорира и да поддржува. Значи не мора државата да се јави како финансиер со толку големи средства на формирање на уште еден национален ансамбл кој ќе функционира на само 40 на километри од главниот град. Кој би бил ефектот од сето ова? Дали ова води кон... Многу страшен. Мене, ако ме прашате како етномузиколог и како музички антрополог, да кажам, значи реакциите што ги слушам, јас изминативе неколку дена, па скоро една недела поминува веќе од првичната најава, дека сите велат дека тоа прво апсолутно нема потреба за такво нешто. Значи, ако постои албански државен ансамбл, јас очекувам во многу скоро време да се пројави потреба и по турски државен ансамбл, па и ромски државен ансамбл, влашки државен ансамбл, српски, бошњачки, кај ќе не биде крајот. Значи, јас стварно, ако Македонија поминала еднаш низ ваква фаза само. Издвојуваме по 800.000 евра за сите тие ансамбли, не знам што ќе направиме понатаму. Парите како свота не би танец, значи во таа насока, јас сега се вратам наназад во 2005 година, имав прилика тогаш да работам, значи тогаш работев во танец и тогаш имаше така се прострои еден таков муабет, да го кажеме еве народски, дека можно е да дојде до таква ситуација да се оформи албански ансамбл. Простите, планот беше Емин Дураку, културно-уметничкото друштво да добие повисок статус. Така, значи Емин Дураку пројави вака една амбиција да стане да биде на повисоко ниво како ансамбл. И првото нешто што беше, значи во нашите умови како јас како дел од тимот на административниот, но и менаџерскиот тим работев како етномузиколог, значи дека прво парите ќе се делат. Значи нема да може тогаш само танец да го има приматот и само танец да патува и само танец да го представува Македонија, тогаш ќе треба и другиот ансамбл, значи со автоматски буџетот се дели. Автоматски начинот на представување, ние веќе кога ќе оди албанскиот државен ансамбл, значи еве хипотетични ако се оформи, што се надам нема да се случи, кого ќе представува? Прашањето ми е мене до тие кои што ја дадоа идејата, значи нека одговорат. Кого ќе представува тогаш тој државен ансамбл? Ке се навратам на Југославија. Значи во времето на Југославија Шота
не беше, колку што знам, целосно професионален Не, и државен. полупрофесионален. Полупрофесионален беше, но Коло, Ладо и Танец сите своји концерти ги завршуваа со сплет на игри и песни од Југославија. И во кои што беа застапени сите народи кои што живее во Југославија во тоа време. Сериозно ја допира репертоарската политика на таа Репертоарската институција. политика е тука. Значи, ако ансамблот, ние во Танец имаме кореографии албански, игри албански, не само албански, има и турски, има и ромски, има и српски. Дури во првиот репертоар, значи во емотивен значи од почетокот процес со на тие формирање, да. Овие репертоара што го кажуваме од 50-та година, имаме записи, Така. значи нека прочепкаат по науката малце, нека се прочита, нека се види, има трудови Па и во објавени архивите на научни. Танец, да. Во архивите на Танец. Танец во 2005 година, кога се случи ова, значи кога се расшири таа мисла дека можеби Емин Доракот ќе направи, ќе побара да стане државен ансамбл, ние во тој момент директор беше Марко Куловски, сиднавме и направивме една многу убав проект кој што се викаше Виножито, каде што поставивме 5 кореографии, значи кореографија албанска, турска, ромска, српска и кореографија на македонците муслимани. Со тоа, Само не знам зашто се броени како малцинство, добро, веројатно религиско малцинство. религиски, да, но ете се направија тие 5 кореографии, беше Виножито насловен целиот проект како разноликост и за жал, со промена на власта во 2006 година, директорот кој што дојде Бошко Треневски, он беше директно под инструкција на ВМРО ДПМН е донесен, он едноставно рече тоа веќе нема да се. Значи тие за жал тие кореографии не доживеа ни премиера, ни се Јавно извидоа не ги никогаш. видовме, да, Не не. ги видовме, иако беа готови, направени, значи јас сум сведок бидејќи работев таму и точно знам. И сега што треба ние да го казнуваме Танец, затоа што дошол некој директор кој рекол дека тие кореографии нема да се играат и Танец се најде сега во немилост, бидејќи Танец ќе се најде во немилост. Значи ќе се дели буџетот. Значи кога ќе се одат на турнеи, кога ќе се разгледува што каде Танец треба да настапи, сега ќе имаме уште еден ансамбл. Танец до сега настапуваше на сите денови на македонска култура во сите држави надвор од Македонија. Значи тоа е еден бренд на Македонија, тоа е национален ансамбл кој што не за џабе го викаат подвижен музеј. Само за споредба ќе споменам, значи Танец е првиот ансамбл од Источна Европа кој ја пробил железната завеса кон западот. Во 1956 година е првиот ансамбл кој отишол на турнеја во Соединетите Американски држави. И тоа е еден многу интересен факт и смета дека како најнеутрален ансамбл кој, да кажеме, е малку понадвор и подалеку од тие националистички политики тогашни на државата, успешно ја реализира таа турнеја, повлекувајќи со себе лавина на научници, значи група на научници кои ќе го следат секое негово движење понатаму. И 50 години Танец е истражуван, може да кажеме, повеќе од странски научници. Постојат видеоколекции кои се надвор од Македонија, поврзани со работата на Танец и неговата репертоарска политика, отколку ние кај нас, што тоа сме го направиле, за жал. Јас, на вистина, тие 800.000 евра многу попаметно може да се искористат, да се вложат во Танец, па иве нека се вработат во Танец. Па да се унапреди неговата репертоарска политика. Унапреди неговата, значи нека се вработат албанци, турци, роми, од сите малцинства кои што живеат во Македонија, значи нема, тоа треба да биде така, бидејќи Танец до сега, ете тоа е грешка на Танец, што не вработило, значи што немало такви Не дека што... немало, значи вака малку да кажеме. Истражувањата на малцинските култури во Македонија постои од 73 или 4 година во Институтот за фолклор. Да, Институтот Цело за фолклор оделение има, постои за истражување цело на оделение, точно. и замислете нема заинтересирани. Еве конкретно од албанската заедница скоро и едва да се наоѓа заинтересиран кој сака да работи на истражување на културата на заедницата од која произлегува. Ако тогаш се викаше оделение за народности, сега се викаше оделение за малцинска култура, значи не може да се најде истражувач кој сака да го истражува тоа. Оттаму произлегува дека прашањево сепак е повеќе политичко отколку што е културно-антрополошко и научно. Имено, значи ова е политичко прашање, ова нема врска нити со традиција, нити со култура. Јас се следев изјавата на потпаролот на Министерството за култура. Значи он вели во неговата изјава. Ќе дојдеме до политичкиот дел. Ајде да ги погледнеме миревувато режија, точно е времето за рекламите, да ги погледнеме нив, па ќе се навратиме на политичкиот аспект на ова паралелно формирање на институциите. Продолжуваме со дебатата во отвореното студио вечерва во насока на тоа дали политичките случувања и актуелните случувања се дефокус од известни политички
договарања и формирање на паралелни институции во Република Македонија, на дел од незадоволните од таквите политики и нивно замолкнување. Со мене во студиото се две дами, етнокореолог и етномузиколог, кои што ги знаат работите кои што се однесуваат во насока на најавеното формирање на паралелен ансамбл на национални игри, како што е танец, но со етнички предзнак. Дојдовме до моментот кој што се вели политиката во овој момент. Колку е ова политичко решение и колку, директно ќе го поставам прашањето, дали вие би гледате дефокусот од ваквите прашања со актуелните случувања? Можно е. Значи, можно е да не дефокусираат, ние не знаеме колку уште други институции се договорени да се отворат вакви паралелни. Јас и во самиото, и во моето, оно што го напишев јавно, беше дека најверојатно ако се бара ваков вид на, значи, државен албански ансамбл, утре ќе побараат и албанска филхармонија. Утре ќе се побара и, можеби, албанска опера и балет. Понатаму ќе дојдеме турска филхармонија, па ромска филхармонија и така крајот не знам каде ни е, на вистина. Дали ќе дојдеме до повеќе или ќе остане само на две? Сега тоа е прашањето, затоа што тука сакав прииска да кажам, значи пред рекламите, изјавата на потпрвот на Министерството за култура беше дека ова е во согласно со рамковниот договор. Како се образложува ова? Значи он изјавата вели дека тоа е во согласно со рамковниот договор. Како професионалци, етномузиколог, значи со сите титули и цел багаж што го носам на себе, јас си го отворив рамковниот договор да видам каде во рамковниот договор пишува дека треба да се отвори уште еден паралелен државен ансамбл. Не пишува никаде. Значи нема таква нешто. Зборот култура 5 пати се јавува, се споменува и напротив, во рамковниот договор се вели дека треба да се поддржува културата, јазиците, образованието, спортот, значи сето она што оди на сите етнички, на сите малцинства во Република Македонија, значи на сите етнички заедници, да кажеме, со што никаде дури се повикува на проекти и на програми кои што ќе го унапредат, ќе работат на унапредување на меѓуетничките односи во државата. Верувајте дека ваков чекор на создавање на паралелни институции прави уште подлабока општествена и културна сегрегација. Значи, уште подлабока. Ние навлегуваме во бездната вака, сите се лизгаме надоле, јаз останува уште поголем помеѓу нас, наместо да се во танец да се вработат представници од сите малцинства во Македонија, значи представници од сите етнички групи, каде што ќе имаме ние размена, каде што ќе се учи, каде што ќе се зближуваат луѓето. Но простите, нема заинтересирани воопшто да се запишат. Немаме, кај нас доаѓа до определени фестивали, да речеме. Дали двата ансамбли? Именно, тоа отвара многу голем прашање, значи огромен број на прашања отвара. Има такви фестивали, значи имаме ние фестивал во Република Македонија Шара пее, кој што е фестивал на албански народни игри и песни. Јас никогаш во живот немам видено ниту брошура, ниту програма, ниту пак некој од моите колеги бил на тој фестивал, ние сме во постојана комуникација и се. Колешката ќе ни раскаже, да. Знам дека добиваат огромни средства од Министерство за култура. Јас сум била и во комисија за фолклор и домови на културата, значи знам дека Шара пее добиваше поголем буџет дури и од Долнени, што се смета, дури од Балкански фестивал, што кај нас се смета за фестивал од прва категорија. Значи Долнени, Балкански фестивал, Линденски денови, тие се фестивали од прва категорија. Шара пее добива исто толку пари. Јас не знам кој настапува, бидејќи знам дека друштвата што се, значи културно-уметничките друштва, па и ние имаме и академски уметнички друштва, Акут Мирчацев, тоа е под Универзитет Свети Кирил и Методи, спаѓа тоа. Никој не настапил таму. Мултикултурен ансамбл, значи студентите на целиот универзитет партиципираат во него. Ако ви дозволите сега еден момент, би сакала... Во оваа насока, во насока на политиката, пред да прејдеме на оној дел што се вели сега, другиот дел што би зафетило таму, кадри, кој би се вработил, како би се вработил, што би работел тој ансамбл. Ја би прашал едно друго, колку вакво подвојување повторно задира во оние идентитетски прашања всушност, колку тука ќе биде балансот нарушен евентуално во контекстот во кој живееме. Особено националните идентитетските прашања се во фокусот на актуелната извршна власт.
Видете, доколку не бевме ставени во еден ваков контекст, може би ова ќе ни беше и едно фино и лежерно прашање на кое и ќе му се радувавме. Но прашањето е поставено во политички контекст, за него разговарале политичари, никогаш не разговарале уметници, никогаш не разговарале научници, не е консултиран ни ансамблот Танец. Така да прашањето на вистина стана политичко од причина што некој на тој начин ветува културни права. Културните права на сите малцински заедници, на сите малцинства во Република Македонија се решени со државата во државава уште многу одамна. Уште 1948 година е формиран Емин Дурако. Исто како ансамбл за промоција на албанските, Јениол на турската култура. Значи има неколку турски Пралипе за ромска култура. Каршијака е исто така. Значи не може да станува збор дека малцинските права, културните права, нели, на малцинствата во Македонија се загрозени, па оттаму сега има потреба да се појави државен професионален ансамбл. Ќе ќе ви кажам само дека Емин Дурако е на прва категорија државен ставен како прва категорија ансамбл, што не е случај со останатите ансамбли, значи од останатите. И мислам дека не е случајно тоа поставено прашањето токму сега. Дали тука сега, јас можам да изцитирам една изјава од универзитетскиот професор Рубин Земон, кој што всушност е и влезен во политиката како лидер на партијата Алијанса за позитивна Македонија, кој што е дел пак од Социјалдемократскиот сојуз како коалиција, нели? Кој што пак излезе со остри критики за настапот на Заев, како што самиот вели, за кој што покажал катастрофално и елементарно непознавање на политичкиот систем во Македонија и вели дека има грешка, катастрофално непознавање и грешка да се каже дека во Македонија како унитарна држава постојат конститутивни народи наброени во уставот, што фактички води кон една намалување на конститутивната улога на македонскиот народ воопшто и изедначување и намалување на значењето на посебноста и значењето на македонците во Република Македонија. Па до негдека со именувањето на заедници ние сами си дозволивме во преку раковниот и новиот устав. Како вели, сите заедници се уставна категорија, што но сепак е ова државата на македонскиот народ. Не се конститутивни народи. Знаете, ние тука циркулираме со една терминологија која во светот не е прифатена како таква. Колку тука можеме да го гледаме тој елемент на нели во насока на она што се случува политика на дворешна Бугарија, односите со Бугарија, односите со сепаратизмот на ова едно малцинство кое постојано е гладно за некакви права, а да бидам искрена кога разговараме не ни знаат веќе со какви права имаат потреба да добијат. Меѓутоа од политичка гледна точка постојано убедува дека е прашање на малцински, на културни, на човекови права, а гледаме дека тоа во пракса и не се спроведува така. Имено пред неколку децении е формирано Сдружение на албански музичари од Македонија, класични музичари. Зарем е важно на кој начин, дали се изведува Бетовен од страна на еден албанец, јапонец или македонец? Зошто има потреба да формираат Сдружение на албански музичари? Зошто има потреба да постои Сдружение на историчари, кои сите завршиле на истиот на нашиот универзитет, значи по иста методологија? Зошто постои Стопанска комора на Северозападна Македонија? Значи, по тој плашт на постојано оформување на паралелни институции, а ставени во овој политички контекст, сосем е, да кажам, на место вашето прашање дека всушност се закриваат многу сериозни процеси, кои стек не очекуваат да бидат отворени како прашања. Ние сме пример во светот, мислам, за заеднички живот. И за земја која одвоила простор за сите вие не знаете, малцинства. ние сме постојано надвор во светот. Значи, јас мојата кариера направив надвор од Македонија, не ја направив во Македонија, за среќа. Секогаш кога презентираме научни трудови, ние секогаш сме многу доблесно ги објаснуваме работите, ги кажуваме, значи никогаш не правиме никакво фаворизирање или не, секогаш најотворено зборуваме. Нас не се чудат. Затоа што во Бугарија па вие нема шанси да добиете. Замислете во Бугарија или замислете во Грција да побараме ние да се направи ансамбл, не знам, македонското малцинство во Грција да побара да направи ансамбл на македонски ансамбл, ама не знам како да го крстиме. Лош пример е или во Бугарија, да кажем, или во Србија нема да ни дозволи. Значи замислете, ние имавме
во моментов јас ќе го кажам ова затоа што е важно, затоа што е во овој контекст политички, затоа што ние постојано сме нападнати дека нешто некој е оштетен тука, постојано на никого нешто не му е Некаков доволно. национализам барат каде што не постои. Национализам се Воопшто и не развива ни во обратна постои. насока, но верувате ние во моментов следната недела здравје Боже, ние во УНЕСКО ќе го впишеме прославувањето на Хыдырлес кај турците и Ерделези кај ромите, како здравје Боже реков, дај Боже си да излезе како што треба во листата на УНЕСКО. Значи тоа ќе биде веќе четврто и уште едно Мартинките пето нематеријално културно добро кое Република Македонија го впишува там. Значи ние впишуваме нематеријално културно добро на малцинствата. Во овој случај Хыдырлес е на турците и на ромите. Истовремено Мартинките, значи прославувањето на 1 март и тоа е предложено каде што како носител, значи секогаш се наведува со се такви апликации кој е носител на тоа културно добро, се наведени македонците, значи македонските граѓани во Република Македонија, но и дел од албанското население кои што за 14 март на летник ставаат мартинки. И ние сме тие што нешто не дава доволно право, па нас не се чудат, луѓето се крстат кога ќе им излеземе ние со 5 одлуки дека кај нас Ѓурѓевден е впишан и заштитен како Ѓурѓевден на албанците, Ѓурѓевден кај албанците, посебен документ кај македонците, посебен Ерделези кај ромите, Хыдырлес кај турците и Аио Ѓорги кај власите. Значи имаме 5 документи, јас кога го презентирав тоа на еден состанок на УНЕСКО, сите ме погледнаа вика вие сте ненормални. Што држава ќе бевте вие на сите си да им дозволувате да им признавате. Да, во 2011 и сега во таква една состојба, значи што ние што е прекрасно, што јас се гордеам со тоа. И сега во една таква ситуација ние доаѓаме до ситуација ке бараме само и исклучиво албански институции. Зошто така? Зошто мора да има институции со етнички презник? Зошто мора да има институции со етнички презник? Во овој контекст ќе ви кажам дека македонски е затоа што сме во Македонија, не сме во Албанија, пак ќе кажам. Затоа се вика Македонска филхармонија, Македонска опера и балет, Македонски народен театар. Ова веќе значи злоупотреба на фолклорот во политички цели. Многу. И не е прв пат, само да кажеме, мислам и во периодот на комунизмот е случувано тоа. Во политички цели или се намалува улогата, културната посебност за да се изедначи, за да се направи и тоа е дел од злоупотребата, уште еден механизам на злоупотреба. Многу перфидно знае да ги смени работите. Значи ние сме присуствувале на интересни моменти на културна дипломатија, каде што гледаш дека повеќе завршуваш работа преку култура него ли преку политика. И именно мене многу ме плаши ова дека они го користат сега моментот на култура, значи не они, ја не знам кој го прави, тоа се користи, еве да кажеме, моментот на култура се става се под признак култура, каде што никој сите викаат, ајбе култура не е важно. Значи сите фокусот ни е нас политиката, ама културата многу работи менува. Тука е културната политика да ги избалансира работите. Јас сакав друго да дополнам. Истражувајќи досега на терен, ние сме барем теренаши, истражувајќи на терен доаѓаме до заклучок дека всушност имаме повеќе заеднички елементи во областа на фолклорот отколку различни. И во тој контекст за мене е многу да не речам до лакрдија се доведува сега прашањето со каков репертоар ќе настапи овој ново формиран ансамбл. Би настапил. Ако не е тоа со теренски би настапил, ако не е подкрепено тоа со теренски истражувања на албанци кои живеат на територијата на Република Македонија. Знаете зошто ова го поставувам? Бидејќи досегашното следење на ајде ќе го наречам на албанската фолклорна танцова сцена, па и на професионалната балканска танцова сцена, подразбира унификација на репертоарот на тие институции и користење на еден руски модел, на Мојсеев, на национален балет. Таму исто се крие во таа трансформација на традиционалните танци на сцена, се крие всушност, да кажеме, злоупотребата на традиционалната култура. Бидејќи, ако ги погледнете албанските ансамбли, постојано се повторува една иста кореографија која промовира одредени етнички символи. Во случајов многу често станува збор за крила, за птица, за релација скоро исклучиво на, како да кажам, на позицијата на жената во традиционалното општество која е само бирана да биде дел од некаква свадбена веселба, нели? Како моментот на избрани символи кои ќе бидат презентирани на сцена е исто едно од сериозните прашања, бидејќи досега на Балканот сите функционираат по рускиот модел на Игор Александрович Мојсеев.
Тој е еден руски кореограф кој пред да се разидат во ставовите Југославија и Советскиот сојуз, ја контролирал и ја институционализирал фолклорната сцена на целиот простор на Југославија, вклучувајќи и на Косово, Македонија. Ви велам до Словенија, во Словенија веќе не зафатило тоа. Па дури таков, и сега, значи силен... дури со последниве 10 години да речеме дека постепено се излегува тој филм на Мојсеев од тоа влијание, има обид да се излегува од таму. Ладо веќе се издвои во една друг вид институција. Јас пак уште едно прашање, многу прашања поставувам. Значи, каков репертоар и од каде ќе биде тој репертоар? Од Албанија, од Косово или од Македонија? Значи, кој? Унифицираноста на репертоарот... Ние сме на терен, ние сме на терен. Значи, на терен кога одиме... Има ли елементи, кои елементи би ги вклучувале? Значи, само да кажам... Струшки, битолски... Не, секогаш е прашањето, значи, кои елементи ќе бидат изоставени за една кореографија, кои елементи ќе бидат потенцирани. Еве, одете во Дебар. Тоа е значи, бевме во Дебар во 2005 година, имено за потребите на овие, на новите тие кореографии кои што требаше да се подготвуваат и турската и албанската, бевме на терен во Дебар. Значи, во Дебар, мајовци, нормално мајовци, кои што се медијатори во тој регион, што имаат по 3 визит карти на 3 различни јазици. Со 3 различни презимиња. Со 3 различни презимиња, ама тоа е веќе економска потреба. Свираа мајовци, имавме играорци, значи од албанци, албанска група, односно од селата. Албански, турски и македонци муслимани изигра. Мајовци свираа иста мелодија, значи иста мелодија свираа, они трите групи, трите ора што ги изигра беа толку слични, значи само некои стилски разлики, стилски карактеристики. Бевме на терен гласуечко кога се впишуваше во УНЕСКО-вата листа, значи ние го изоравме целиот Титовски регион, бидејќи моравме да ги најдеме луѓето, се долни полок. Верувајте, луѓето викаат, ние немаме проблем, значи ние многу убаво се живееме, си пееме заедно, си славиме заедно, политиката ги прави овие работи. Отиде ли некој кај народот да го праша дали народот сака уште еден таков ансамбл и кој ќе работи во тој ансамбл? Па ова е ветување до известно гласачко тело, што си го бројат како за народ, така што... Ама кој ќе работи таму? Значи, јас навистина не знам кој ќе работи таму. Така што излегува дека е сепак повеќе... Ние немаме, нема. Еве, јас пред една недела разговарав, случајно се сретнавме, значи, со Мала Ричица, Титовскиот државен универзитет. Таму постои катедра по етномузикологија, меѓутоа со години веќе нема професор, затоа што нема студенти. Значи, нема интерес. Нема заинтересирани да истражуваат сопствената култура. Нема интерес. Значи, кој ќе ги реализира сите? Јас работам во Институт за фолклор, Марко Ципенков, Скопје, значи имаме прекрасен колега кој што истражуваш на албанска култура. Има уште едно работно место по рамковен договор, значи 2 се за албанците. Има уште едно работно место за истражуваш на албанска музика и култура. Тоа работно место е празно веќе неколку години, нити интерес има. Не само тоа, има цела институција, да не заборавиме. Нити некој притиска. Не, постои цела институција. Паралелен албански институт за истражување на албанската духовна култура. Тие се лиценцирани заштитувачи на нематеријалното културно наследство во од кога постојат точно па и тие се исто создадени како резултат на некаков си рамковен договор кој внесе многу забуни. Немаат ниту еден елаборат поднесено за заштита на било каков нематеријален културен елемент на албанците. Напротив, и тие елаборати кои што се однесуваат на албанците излегуваат повторно од Институтот за фолклор Марко Ципенков Скопје. Значи, добро во ред и да отворите таа институција, што јас сум против, јасно и гласно кажам. Нема потреба, просто не станува збор за... Што ќе прави таа институција? Еве има паралелен Институт за албанска духовна култура. Не гледаме ние. Дали сте го виделе негде некогаш да излезе со било каква изјава, објавена книга, буџет, плати, исто како ние. Значи, во старата американска амбасада се во моментов сместени. Имаат многу солидни услови за разлика од Институтот за фолклор кој постои повеќе од 60 години. Нас сме сместени во подрум. Добро, ве слушам вака, а знам дека сте работеле и двете надвор. Повеќе од намерно, колку случајно ја сакав да видам кој ќе биде во студиото со мене. Знам колку сте прошетале и по регионов, колку сте работеле низ регионов. Каква е состојбата со македонското малцинство во соседството? Колку тука тие можат да ги остваруваат овакви, да не речем права? Тоа е... Официјално или неофицијално? Не.
Неофицијално Ние не сепак е можеме да малку стигнеме до полабавена архиви, состојбата до- во аматерските ансамбли на Северна Грција, каде што почнуваат полека да се појавуваат дури и текстовите на песните. Да. Па дури се случи и едно, Осрамежливо вака да се речам, пее. прекугранично дружење и истражување кое никогаш не оди јавно. Значи, тие работи најчесто и не сака да ги промовираат јавно. Научниците, да не речам, ги чуваат како своји тајни мали проекти заради себе издржување и исполнување. Научниците во сите земји се многу приемчиви и соработуваат на повеќе нивоа. Меѓутоа, овде станува збор сега за државна политика која ги промовира или не ги промовира малцинските култури. Во соседството, без поговор, не ги промовира. Освен во Република Хрватска или Националниот совет на македонците во Република Србија кои имаат активности, во нашето соседство многу тешко едва и да преживуваат здруженијата на македонците во Албанија. Тие се сега со дополнителен друг Притисок, проблем да, и притисок обременети заради ова ново признаено Значи ние наместо се бугарско грижиме за малцинство тоа, во... ние тука отвараме паралелни ансамбли. Бе, чекате луѓе, имаме ние... Се сеќавам дека пред неколку години дебатиравме или дебатиравте, дека и не знам, околу тоа кога етномузиколози од Бугарија бара корени во Албанија. Не бе, да, Веселка Тунчева, не знам дали етномузиколог или етнолог. Етномузиколог, да. Да, за жал, Веселка Тунчева беше пречекана во Македонија ова го кажувам, бомбастично, за да направиме на паралела што работат етномузиколозите од соседството, што работите вие. Тој проект за бугаризација на македонците во Мала Преспа, затоа што тоа е наметнат идентитет, комплетно политички инструиран, конструиран, не знам како да го кажам веќе. Токму конструиран. Конструиран е предводен од еден тим на научници од Бугарија. Значи не се сите такви, не имаме прекрасни колеги и многу бава соработка со Бугарија на институционално и на лично ниво. Но ова стануваше збор за една особа, јас ја кажувам, значи јасно и гласно, Веселка Тончева, која што дури беше повикана и во некој студио, во некој телевизија, така нас да гостува, па ја избрка, како што се сеќам, така доста скандалозно беше тоа. Платена од други служби, од Министерството бугарски, за малцински, за бугарите во чужбина, така се нарекуваше тоа бугарите во чужбината, значи не беа тоа научни пари, тоа не беше научен проект, тоа беше политички проект, комплетно политички проект, во кој што господјата отиде таму, снимаше, истражуваше, што правеше, никој не знае. Мангалакова снимија документарни филмови, издадоа две книги, ми се чини досега, третата е на пат. Третата е издадена, сега се издаде, да, и направија се, значи, за да може да го конструираат идентитетот на македонците кои што живеат таму. Се ставија во улога на, како да кажем, во функција на политиката на нивната земја, за денес тоа да го бројат како некаков политички успех на државата Бугарија. Да, во меѓувреме, значи ние се уште сме си питоми, ние се уште Дојдовме истражуваме. на моментот повторно за политиката во секогаш е присутна, но прашање колку ќе дозволите да влезе во дејноста во која делувате. Зборам за регионот и за она што се случува. Зашто ние кога истражуваме надвор, значи ние сме пробале да истражуваме надвор, не дека не сме пробале, мораме тоа да го направиме, тоа нашиот профил го бара како стручњаци. Многу тешко. Многу тешко во Бугарија да добиете податоци, значи многу лесно да кај нас влезете кај во дојдете и архивите. ќе ви ги отворат сите архиви, ќе речат нема проблем. Многу тешко во Бугарија да стигнете до архиви, многу тешко да стигнете до податоци. Многу или тешко, во Македонскиот институт во Солун. Значи нема шанси да се влезе таму. Ако се направи паралелна институција на танец, ако се направат паралелни институции на танец и паралелни институции како што се вашата, нели, и воопшто Ние веќе имаме. Еве веќе имате. И се покажа многу непродуктивна. Значи, еве има пример. И во однос на етнокореологијата, етномузикологијата и воопшто се она што ги носи, нели, оние идентитетски особености, како, нели, колку и да се тие уметничка форма, сепак имаат корен што се врзува до етносот. Да, ако ги најдоа бугарите во Албанија, колку лесно со вакво расцепкување на нели она што се вели македонски ансамбл, може лесно да се најдат и бугарски елементи во Македонија. Знаете дека постои центар. Да.
за култура. Прашањето ми е колку ќе може, значи после тоа да се покрие овој дел. Да, тогаш ќе дојде до едно разнебитување. одиме Не, тогаш ќе се случи вака, ако ние пуштаме со еден чекор, тоа е чекор по чекор, на крај ќе дојдеме до целосно разнебитување и ние во тој случај ќе дозволиме да бидеме разнебитени. Ова прашање Но не ќе го дозволиме поставувам да толку абстрактно, дојдат ако сите. дека ги Да, согледувајќи ги сите овие процеси. Сака да во гора на дојде, Косово, да. ако исто се обидуваат да најдат Исто другари. горанците, да, горанците кои што сироти викаат нашинци сме, вика не смеат ни да кажат што се. Мијачки дијалект го зборуваат, значи се знае точно кога отишле во 17 век кон таму. Во Бугарија, знаете кога ќе ви кажат од после некое време муабет па кога ќе се опуштат, ама јас сум македонец, ама така тивкичко ќе го каже тоа, затоа што не сме да го каже. Не, добро, прашањето ми е чисто Ќе те пречекаат во Бугарија со работи се во насока. Значи ќе дојде до апсолутно може слободно да се дојде затоа што ние сме, значи Балканот е да се разбереме еден културен регион. Ние збориме за повеќе народи кои што имаат многу слична култура, бидејќи тука се живеело со векови наназад. Но секој си има своји карактеристики и своји елементи и своји особености. За препејување на песни, за преземање на ритам, на музика. Видете, ние се гледаат содржините. Значи, ние ако се запнеме, ние можеме да отидеме во Србија и да најдеме многу македонски елементи во Србија. Значи, да не избориме за Бугарија, каде што ве пречекуваат со македонско девеќе. Има тенденција со, да. Сега, така да, ваквиот момент многу му помага и помага на политиката. На негативната политика и на негативниот национализам, затоа што ова ќе доведе до негативен национализам. Значи, ова ќе доведе ваква една можна паралелна институција, ќе доведе до негативни чувства кај луѓето. Ќе се почувствуваат омаловажени, ќе се почувствуваат загрозени. Танец веќе се чувствува загрозен. Значи, танец реакцијата на играорците, па и на некои бивши директори има реакции. Значи, па и на така и дури и самата дејност е во криза, знаете, малку се чувствуваат навредени, се чувствуваат повредени, се создава еден бес. И јас не знам, можеби тоа е целта на политичарите. Можеби тоа е целта да се создаде, да се продлабачи овој бес. Знаете што, овие 800.000 евра или 13 милиони денари, кога беа споменати, значи, за танец е тоа нова зграда. И голем дел од, како што реков на почетокот, оние институции научни кои што се занимаваат со... Ова е само за првата година. Тоа е само за првата година, да, што се занимаваат и со историјата, и со јазикот, и со институти кои што се сериозни, со сериозни забелешки кон актуелните раздвижувања на дипломатијата на Република Македонија. Време е за вториот блок на реклами. Продолжува отвореното студио во насока на тоа колку актуелните политички случувања се дефокус од планови за натамошно, ајде ќе си дозволам, дезинтегрирање, деструктурирање, редефинирање на државата со воведување на паралелни институции кои што ќе доведат до бинационална или повеќе национална држава. Со мене се етнокореолог и етномузиколог Ивона Опечевска-Татачева и Велика Стојкова Серафимовска. Поводот е намерата за отворање на државен ансамбл на албанците со седиште, каде рековме, во Тетово. Во Тетово, така е според изјавата на Министерството за култура. Иако имаше реакција од ансамблот, од каде што главно ќе се црпат веројатно играорците, Емин Дураку, доколку, ве молам, доколку, значи Емин Дураку реагираше и сметаше дека треба да биде лоциран ансамблот во Скопје, бидејќи услови потребни се за професионална институција, потребни се соодветни услови кои ги пропишува законот. Не за џабе 19 члена од Законот за култура пропишуваат како треба да функционира една професионална институција и во какви услови и што се треба да поседува за да може да биде дефинирана како таква. Мене нешто друго ме загрижува. Новата национална стратегија за култура почнува и завршува со поимот за граѓанска култура, за редефинирање и нов граѓански модел на државава, а гледаме проект кој ни се најавува, кој е комплетно етнички, етноцентристички, ако сакате, па да не речам и националистички. Бидејќи е покренат... Што прави? Јас го гледам како дел од дезинтеграцијските процеси на Република Македонија. Просто ставен во контекст кога ќе се проследат сите процеси кои се случуваат, не се случајни воопшто, не се ни од сега, започнати се неколку децении наназад, но сето тоа се движеше со многу побавни чекори,
со изнаоѓање соодветни решенија помеѓу институциите, но овој пат една лавина е тргната во која се обидуваат, како да кажам, политичките партии да не доведат колку што може побрзо до дефиниција на бинационална држава. Знаете, пред 10 години се расправавме на еден научен симпозиум токму за културната политика, како ги дефинира и поделува средствата во оваа сфера, кај фолклорните ансамбли. Дојдовме до едно страотно вакво сознание дека процентуалната поделеност на колачот за култура е можеби 50-50 или 40-40, а 20% останува на другите културно-уметнички друштва или аматерските ансамбли кои едва и преживуваат. Впрочем, имавме и реакција на аматерски вакво друштво беше Никола Јонков Вапцаров, кој мощне жестоко изреагира како е возможно тие да функционираат со 500 евра годишен приход, годишно што го добиваат од Министерството за култура, а најнаш од другата страна формираме ансамбли претежно во Западна Македонија, и тоа не е сигурно случајно, во кои ќе се промовира само едно етничко малцинство. Знаете како, тие 800.000 евра може многу подобро да се искористат. Значи, ние сме го разговарале моментот и фактот дека за жал, политичарите во Република Македонија, значи сите политичари, последниве 20 години, ја заборавија науката. Додека ние се занимававме со политики вакви, со политики онакви, со вакви договори, рамковни договори, пржински договори, се, нашите соседи фино лепо земаа. После распаѓањето на Југославија, Хрватска што направи? Се испрочита. Ние додека се смеевме дека хрватите измислуваат нови зборови, не, они само си го кодифицираа хрватскиот јазик, што ние не го направивме. Ние не го направивме тоа. Ние не направивме ништо од тие чекори, да ги препрочитаме сите истории, да ги препрочитаме сите материјали. Никој во животот, јас од кога сум во Институтот за фолклор, не дојде, значи да праша нешто, да рече имате ли вие снимки, материјали, ние збориме тука за национални прашања, збориме за територијални поделби, збориме за присуство на народи, малцинства на оваа територија. Дојдете во Институтот за фолклор, ние имаме снимки таму од 1950 година, каде што се снимани луѓе кои што се родени во 1800 и некоја година. Значи, ние имаме еден прекрасен материјал за да се направи етнографски атлас. Ни тоа не го направивме во Република Македонија. Значи, ништо од тоа не се случи, тоа се клучни идентитетски работи. Клучни проекти кои идентитетот се базира фиксираат една држава, да. Тие работи, науката ги дава фактите, да излеземе со факти надвор, да ги дава фактите, но тие факти прво треба дома да си ги средиме. Ние не се занимаваме со тоа, ние се занимаваме со политика и ние се занимаваме со една култура на ура. Ајде, се е на ура. Значи, се е на буткање, на ура, на галамење, на нешто, ке се прави и менем истото прашање со овој можен, иден државен албански ансамбл. Која е потребата да се направи? Мене тоа многу ме интересира. Зошто се прави уште една паралелна институција? Која е потребата? Да се дали е направена анализа за потребата? Дали пазарот, например, ќе го скрепи тоа? Зацврсти албанскиот народ како втор народ, значи другите да ги заборавиме како втор, не знам како да го кажам веќе тоа, не сум политичар, не знам. Која е целта на создавање на ваква паралелна институција? Тоа е моето главно прашање. Нека ми даде, ние се обидовме да најдеме елаборат. Значи се обидовме и во овие 2-3 дена да видиме, или сме наученици, науката секогаш со факти работи, не можеме да импровизираме ние. Колку и сакаме да се љутиме, не можеме да се импровизира. Каде е тој фамозен елаборат за создавање на таков ансамбл? Да, и кој пазар е истражен за да се направи тоа нешто? Како ќе настапува тој? Кој ќе работи таму? Значи, јас се дали постои интерес воопшто? Но ние тие 800.000 евра можеме многу подобро да ги искористиме. Значи, ние можеме да седнеме и да направиме еден национален консензус, историски, етнолошки, каков сакате. Значи, може да се земат сите материјали. Но тука не може политичарите да си ги донесеме материјалите од архивите од нашите соседни земји, бидејќи таму ни се нас архивите, значи таму ни се материјалите постојано. Еве, подпишавме договор со Бугарија. Не сум многу среќна за тој договор. Јас сум навистина среќна ако се реализира како што треба. Затоа што тој договор мене ќе ми дозволи како научник јас сутра да одам во архивата на Бугарската академија на науките и без никаков проблем, можеби, без никаков проблем да ги добијам копии од материјали или да ми ги отворат архивите, што досега не се случило. Значи, имало обиди
Мене би било кажано таму се, онаму се, ваму се, на крај, абе знаеш, не може да ги видиш. Со вака едностран договор, вие сметате дека ќе ви ги отворат архивите? Па сега, јас затоа Не верувам. реков, јас сум срекна ако се спроведе како што треба, затоа што треба да се спроведе, значи во Обврските се само насок, од во едната две страна, насоки. затоа е прашањето. Значи ние војна водиме да ги отвориме архивите во Солун, ние имаме материјали во Хрватска кои што седат колку години? Па повеќе од 40. 40 години кои што нашата држава Не ги ни побарала. не ги побарала, значи не дека не ги ни побарала материјалите. Знаете, Во меѓувреме даваме 800.000 евра, мислам, разбирате каде ја ставам паралелата. 13 милиони денари. Значи Она даваме што толку го- пари, дајте ни на науката, дајте малце ние да видиме кој Исто што, за науката, а не ги сега да посочи се бара плашиме и да историчарите и збориме чека јазичарите се кои како што беа да први кои сватат. што негодуваа околу ваквите зафати, но гледаме дека сега замолкнаа. Јас проблемот го гледам и во друга страна. Ако ние во Уставот ги споменавме уште 5-6 други етнички малцинства во Република Македонија, па ние со фаворизирањето на едното малцинство ги маргинализираме другите. Маргинализираме, комплетно Што ќе ги кажат маргинализираме. властите, значи, во Република Македонија, не успеваат на ниеден начин да бидат видливи, а да не зборуваме колку голем прилог дале во формирањето, во зацврстувањето и поддржувањето на оваа Влашкиот јазик држава. во моментов изумира. Што да кажат ромите исто кои единственото културно-уметничко друштво и театар кој го има Пралипе не функционира. Значи државата и тоа го заборавила и го маргинализирала како факт. Сега пред некоја година дури просториите им изгореја и носиите отидоа во неповрат. Така што фаворизирањето, проблемот е што фаворизираме едно етничко малцинство кое, да бидам искрена, по пат на агресија ги добива сите работи и скоро исклучиво преку политички пазар. Тоа е целиот проблем што се јавува. Иначе воопшто не е проблем да се формира професионален ансамбл на Тоа е убава албанци. работа, ние сакаме Но професионални ансамбли, може да ама биде начинот не. формиран од Начинот известна не. компанија која ќе биде мецена на тој ансамбл. Може да биде формиран по стандарди за професионален ансамбл од дури пишува во законот, ми се чини дека и странски лица и фондации може да формираат установи. Но, согласно законот на Република Македонија за функционирање на тие установи и во називот на тие установи и основачките акти да стојат зборовите Република Македонија, унапредување на културите на Република Македонија, да биде на малцинствата. македонски на крајот на криштото, значи ние повторно и се соочуваме многу често со ситуации во кои што такви паралелни манифестации, институции воопшто не го користат македонскиот јазик. Значи ние како да е тоа никоја друга држава комплетно. Она што јас исто сакав да го прашам или да го кажам како проблем, во која насока, значи во која насока ќе оди тоа финансирање? Бидејќи државните, значи, дури и културно-уметничките друштва, па и полупрофесионалните ансамбли, па и академските ансамбли, значи како што е Мирча Ацев, Орца Николов, Емин Дурако, тие се прва категорија, А категорија. Значи државата нив веќе ги финансира. Веќе ги финансира. Во ред, нека добијат еве поголеми средства, нека се издвојат како посебна некоја категорија, не знам, нека измислат нека нова категорија, ама ти да направиш паралелна институција, паралелен се државен инсистира на збор државен. ансамбл. Значи Тоа се е- инсистира на збор Не кој се инсистира подразбира на дека збор- основач ќе биде државата. Не, се инсистира на збор Тоа е. државен албански. Значи, тоа се инсистира и на тој момент се инсистира. Основете вие професионален ансамбл, основете вие, работете на проекти. Цел свет работи на проекти. Значи ние сме, мислам дека во југоисточна Европа единствен регион кој што има такви државни ансамбли каде што имаат и плати и се. Мислам дека 100% финансирање од 100% државата. финансирање. Тоа јас не знам дали го има во другите региони. Мислам дека го има во Романија, го има и во Романија. Турците, например, немаат таков ансамбл кој што е комплетно на плата на државата. Значи ние немаме така. Постојат начини. Постојат начини. Да, државата може да финансира проекти. Добри проекти, зашто да не? Ама да правиш ти паралелни работи, каде? Значи, само се продлабочува сегрегацијата. Ние постојано и да, Министерството за култура така го почнува нацртот на стратегија за култура. Дека сака да го сменат етноцентричниот модел во граѓански. Демократија, транспарентност. Која транспарентност? Која транспарентност не можеме да најдеме ништо во однос на тој ансамбл, само е дадена само таа изјава и толку.
А бидејќи е даден од Министерство за култура, значи е вистина, немаш да биде лага. Знаете што, морам привршуваме со емисијата, отворивте многу прашања. За жал, многу ме подсетувате на, пак ќе ги спомнам, историчарите, јазичарите, еве сега сте вие. Јас ќе ве прекинам, мора да знаете дека овие се науки кои што се носители на идентитетот на еден народ. Токму затоа ги споменувам едни по едни. Кои што се најважни. Историчарите, па јазичарите, сега сте вие етномузиколозите, кои што реагираат бурно. Вашите колеги, историчарите и јазичарите, иако можеби историчарите беа и први оние кои што поднесоа и писмен документ под кој што беа подпишани и бара замолкна. Јазичарите исто гледаме дека малку се побројни како фела. Проработели, ќе се вратам на почетокот на оној мој увод, стравот кај нив. Може би дали би проработили кај вас, колку вашите колеги би Нормално се... дека проработи, значи ние сме постојано под тој еден притисок дека сега нема да добиете проекти, сега нема ова. Јас значи, малку тоа поинаку ги гледам нештата. Значи не е тоа стравот, туку проработа аналитичката мисла. Критичката мисла проработе, Проработе мислата и се замолкна. Проработе мислата бидејќи следејќи ги процесите. Така. Точно ги увидуваме кон каде водат сите овие навидум мини идеи, малечки проекти, навидум не толку многу значајни, може би во нашата јавност, меѓутоа сите тие како процеси водат сериозно до дезинтеграција на нашето општество. Так. До комплетно разидување, до поставување на две паралелни сцени кои малтене веќе престана и да се сретнуваат на фестивали. Ова е еден глобален процес, значи ваквата ситуација на страв не е само кај нас, тоа е дефинитивно глобален процес кој што се случува секаде. Доаѓаме ние во ситуација да сигурноста и безбедноста ни стане поважна од вистината. Јас тоа го гледам кај многу колеги, може би повеќе отколку што е безбедност. Комуницираме и меѓутоа секогаш кога дојдеме до една ситуација, луѓе, дајте да се собереме, дајте да донесеме ниеден консензус заеднички, научен, издржан се. Не. Значи, вистината ја занемаривме на сметка на безбедност. Се плашат, точно, сите се плашиме. Сите се плашиме, фала Богу, на ваков време, не време, страшно е, но не би биле научници ако се криеме позади стравот. Значи, ние сме сепак научници, јас и она што го напишав на Facebook беше изводок од научен труд, објавен во 2014 година. Значи, јас не се кријам позади тоа што го збориме, тој ми е објавен и на македонски и на англиски, цел труд. Значи, не се кријам. Јас ги давам, јас кажувам гласно јасно затоа што верувам во тоа што го зборам. Не напаѓаме ние никого, ние поставуваме прашања, не сме научници. Науката поставува прашања и бара одговори, релевантни и издржани. Во ветената дебата, нели, отварање на дебатата во општеството, јас се надевам дека на вечерашните прашања можеби некој ќе ви одговори од релевантните, нели, адреси. Магистер Ивона Опетчевска Татарчевска, ви благодарам. Доцент доктор Велика Стојкова Серафимовска, и вам ви благодарам и ви честитам на храброста што се одваживте да бидете дел од оваа дебата, што ги фативме деловите што се однесуваат, како што рековме, на идентитетските прашања, хуманистичките науки во Хуманистичките науки се многу важни. Така, на идентитетски зачувување на истражување на идентитетските особености. Јас тука ќе одјавам оваа емисија со една сериозна мисла, дали можеби оние предупредувања дека кога ќе дојде моментот за промена на националното име или за било каков промена или за фаќање на делот на идентитетските карактеристики на македонците, било каква реакција ќе биде оценета како руско вмешување во против македонските интеграции во НАТО алијансата, каква што беше една од пораките упатена преку странските медиуми од носителите на извршната власт во Република Македонија, или пак сегашниот обид да се натовари тероризам на луѓе кои што маршираа за заедничка Македонија, нема да влијае врз евентуалното изразување на несогласување на ваквите зафати кои што сериозно задираат во идентитетските
прашања на македонците. Ви благодарам за учеството во емисијата, ви благодарам на вниманието. Јас сум малце екстремно луд, да?